Поштувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кочани сака со јавно-приватно партнерство да го реализира најавуваниот проект за изградба на спа центар кај градскиот базен. Општината е подготвена да започне постапка со која, заедно со досега изградените капацитети на локацијата, би се добил комплетен објект вреден над 1.300.000 евра. СПА центарот кај градскиот базен, што како една од важните капитални инвестиции локалната власт на Кочани ја најавуваше во изминатиот период, не би можел да се изгради само со средства од општината. Изработената физибилити студија покажала дека неопходно е да се пристапи кон потпишување договор за јавно-приватно партнерство со инвеститор кој би вложил во изградбата, опремувањето и одржувањето на објектите. Направените анализи со студијата велат дека инвестирањето во СПА центарот би било економски и финансиски исплатливо, а Советот на општината треба да даде согласност за објавување повик за пријавување на заинтересирани инвеститори. На седницата на Комисијата за финансии и буџет беше речено дека веќе се познати деталите околу договорот за јавно-приватно партнерство. Овој договор по предлог на експертите ќе се додели за период од 30 години. Вкупната проценета вредност на договорот за јавно-приватно партнерство изнесува 1.333.166,57 евра без данок на додадена вредност, од кој капитална инвестиција изнесува околу 845.000 евра и инвестиција на закупецот во летната дискотека Аква во износ од 488.000 евра, која е утврдена од страна на областен проценовач. Според физибилити студијата, минималниот износ на надоместокот што приватниот партнер би требало да го плаќа на општината изнесува најмалку 10.000 евра годишно. Со оглед што СПА центарот ќе треба да нуди услуги со геотермална вода, предвидено е комуналното предпријатие Водовод и приватниот партнер да склучат посебен договор за снабдување од системот геотерма. Членовите на Комисијата за финансии и буџет рекоа дека иницијативата е добра, но имаше сомневања дали таа може да се реализира во практика. Ја изразувам скепса во смисол на економскиот бенефит на оваа инвестиција. Точно таму е скромно така најавено, кажано дека има ризици и дека е добар. Зошто на истекот на мандатот на градоначалникот Радко Димитровски, токму баш сега се отвара прашањето за отпочнување на оваа инвестиција? Зошто малку порано не е било ставено во размислување или зошто порано не е била активирана позицијата за преку јавно-приватно партнерство и барање на инвеститори? Според физибилити студијата е предвидено доколку се склучи договор со приватен партнер, тој да има обврска да го изгради центарот за период од 3 години, што значи дека доколку иницијативата започнала на почетокот на мандатот на актуелниот градоначалник, досега СПА центарот би бил во употреба, додаде Алексов. Советот на општина Кочани треба да даде согласност на одлуката за започнување постапка за доделување договор за воспоставување јавно-приватно партнерство и за неа ќе се расправа на седницата закажана за впонеделник. Доколку одлуката биде усвоена, тогаш постапката ќе се спроведе во рок не подолку од 12 месеци од денот на нејзиното објавување во службениот гласник на општината. Чистењето на каналите за наводнување на оризовите површини во Кочанскиот регион се одвива со засилено темпо, велат од Водостопанство Брегалница. На делот по линијата работата е скоро целосно завршена, а деновиве се работи во атарот на Горни Подлог. Навремено, пред почетокот на наводнителната сезона, Водостопанската подружница Брегалница го започна чистењето на каналите и земјините вади во Кочанскиот регион. Ангажираната механизација веќе неколку дена работи на територијата на општина Чешинова Облешево, а паралелно се работи и на подрачјето на општина Кочани. Чистувањето на каналската мрежа во дел од катастарските општини веќе е завршено, особено онаму каде што вообичаено најрано започнува и сејдбата на оризот. До сега веќе се завршени чистење на земјите канали во Оризари, Прибачево, Грдовци, Мојанци и Долни Подлог. Во теке чистење на наводнителни канали во Горни Подлог, баш денес тамо сме присутни со една машина, така да идеме по нашиот распоред, така после ќе се префрлиме во Кочани, во делот на КАО Кочани и се надеваме дека со оглед на добрите хидрометеоролошки услови дека ќе иде тоа брзо, ќе се заврши со во рокот
тоа што го имаме предвидено. Според претходно изготвениот план на водостопанската подружница, вкупната должина на каналите и вадите што треба да се исчистат на подрачјето на општина Кочани изнесува над 71 километар. Во споредба со минатата година, тоа представува зголемување за околу 1/3. Инаку се прават и калкулации дали акумулираните количини вода во моментот ќе бидат доволни за исполнување на планот за наводнување. Моментално количината на вода која имаме во брана Калиманци е на границата на дозволиво за успешно завршување на сезоната, но се надеваме дека до почетокот на сезоната и таа ќе го достигне својот минимум што треба да се изврши наводнување на овие предвидени оризови полиња и другите култури. Според планот за чистење, во катастарските општини Кочани, Грдовци и Мојанци опфатени се канали и вади со вкупна должина од 45 километри, во Подлошко околу 12, во Прибачевско 11 и во Оризарско 7,5 километри. Исто така, прочистување на каналската мрежа ќе се направи и во катастарската општина Истибања, каде има нешто помалку од 4 километри. Момче од Зрновци се здобило со убодна рана во стомакот и итно било пренесено во клинички центар во Скопје. Полицијата го истражува случајот за да ги расветли околностите поради кои дошло до повредата. 24 годишен жител на Зрновци, онесвестен и со повреди од убодна рана, бил пронеден во својот дом. Со оглед на сериозноста на повредите, веднаш била повикана лекарска екипа која по кратката интервенција и укажаната прва помош веднаш го префрлила лицето во болница. Од Министерството за внатрешни работи го потврдија случајот, информирајќи дека во четвртокот околу 13 часови и 30 минути во Зрновци, во бањата од сопствената куќа, бил пронеден 24 годишниот КГ. При тоа е констатирано дека во предолот на стомакот тој имал убодна рана што најверојатно била нанесена со нож. Медицинските лица кои дошле да помогнат го нашле повредениот во состојба на безсознание, пошто со возило на итната помош го однеле во општата болница во Кочани. Дополнително било утврдено дека се работи за сериозни повреди, поради што момчето е пренесено во клиничкиот центар во Скопје. Дали се работи за напад од друго лице или пак дошло до само повредување, од полицијата не соопштуваат. Во кусото известување од секторот за внатрешни работи велат дека преземаат мерки за целосно расчистување на околностите поради кои настанала повредата. Редовна годишна конференција на Сдруженијето на пензионери Кочани ќе се одржи в понеделник на 27 февруари. На истата ќе се изврши избор на двајца делегати во собранието на Сдруженијето, како и еден член во извршниот одбор на Кочанската пензионерска организација. Сдруженијето на пензионери на Кочани в понеделник на 27 февруари во просториите на пензионерскиот клуб во Колор со почеток во 10 часот ќе одржи својата редовна годишна конференција, на која се очекува да присуствуваат сите делегати од ограновците на пензионерската организација кои се распространети во општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. На седницата се очекува да биде разгледан и усвоен извештајот за работата на Кочанската пензионерска организација во минатата 2016 година, во кој се содржани сите активности реализирани во текот на минатата година на културен, спортски, социјален план, како и во делот на бајско-климатското лекување и одморот и рекреацијата. Се очекува делегатите на годишната конференција на Сдруженијето на пензионери на Кочани да ја разгледаат и усвојат програмата за работа во оваа 2017 година, која претходно беше разгледана на одделни седници на ограновците на пензионерската организација и едногласно беше прифатена. На годишната конференција на кочанските пензионери ќе се изврши избор на двајца делегати во собранието на Сдруженијето на пензионери на Кочани, како и еден член во извршниот одбор на Кочанската пензионерска организација. Изложба со наслов 25 години независна Република Македонија беше отворена денеска во Центарот за култура Бели Мугри. На околу 20 паноа преку фотографии и документи се представени најважните случувања и личности кои ги одбележале изминатите 25 години по референдумот за независност во 1991 година.
На 20 паноа изработени од Државниот архив на Република Македонија и од авторот на изложбата магистер Дора Јурукова и во Кочани беа представени фотографии и документи од најважните општествени случувања во досегашното 2,5 децениско постоење на македонската држава. Изложбата е со наслов 25 години независна Република Македонија и е изготвена по повод минатогодишното одбележување на јубилејот 25 години од независноста на Македонија. Тука имаме декларацијата за независност на Република Македонија. Имаме представени се првите монети, денарите на Република Македонија. Армијата на Република Македонија кога беше прогласувањето на армијата како структура посебно за Република Македонија, настани од областа на културата, од областа на документи од областа на културата, археологијата, уметноста. Имаме документи од конфликтот од 2001 година, фотографии и документи и потпишувањето на Охридскиот ранковен договор. Изложбата во Кочани е донесена како резултат на долгогодишната соработка на Центарот за култура Бели Могри од Кочани и Државниот архив на Република Македонија. И самата моментална политичка состојба ќе не предизвика да дојдеме да ја видиме, нешто да се потсетиме да видиме како е било. Не помена долг временски период, тоа се 25 години, имаме тука од спортот, имаме од културата настани, имаме од секојдневниот живот, али пред се и над се и го имаме оној политички, општествено-политички функционирање на нашата држава. Изложбата досега беше представена во Велес, Неготино, Кавадарци, Демир Капија, Гевгелија, пошто стигна и во Кочани. Инаку фотографиите и документите кои што се представени на изложбата се превземени најголемиот дел од Државниот архив на Република Македонија, но и од Собранието на Македонија, од владата, од Министерството за одбрана, од Археолошкиот музеј на Република Македонија и од други институции од национален карактер. Изложбата во Кочанскиот центар за култура ќе биде отворена 2 недели. Маскирањето, палењето огнови и гатањето за празникот Прочка се во целосна спротивност со канонот на христијанството и типикот на православната црква. Прочка е празник на простувањето и очистувањето на гревовите, ден по кој започнува големиот великденски пост, за кој исто така е воспоставено правило. Луѓето да не си креираат своји правила на постење и духовно живење, порачуваат свештениците. Карневалите кои последните години станаа голема туристичка атракција, како и палењето огнови и гатањето по повод празникот Прочка, воопшто не се во согласност со канонот на православната вера. Со маскирање и со палење огнови и со гатање нема да бидат опростени гревовите. Напротив, истото се коси со типикот на православната црква, предупредуваат свештениците. Прочка или Велики поклади е ден на православното христијанство, на меѓусебно простување помеѓу верниците пред почетокот на Великденскиот пост. Секогаш е 7 недели пред Великден и е празник на искрената и пожртвувана љубов кон ближните, кој треба да го следи примерот на Исус за безусловно и безгранично проштевање меѓу луѓето. На овој ден пред да пристапиме кон постите великденски, за достојно да пристапиме и кон Светиот Путир, односно да се причестиме достојно со телото и крвта Христови, е ден кој што е посветен за измирување со нашите ближни. Сите оние кои што не се во мир со некој од своите ближни, кога ние во црковната терминологија зборуваме ближни, се мисли на секој жив човек овде на земјата, должни сме да побараме прошка, да се извиниме, се со цел, како што кажав, достојно да пристапиме кон Великденскиот пост, бидејќи Светиот апостол Павле во едно од своите посланија вели: оној кој што вели дека го сака Бога лажливец е, бидејќи како може да го сака Бога кој што не го видел, а го мрази, односно не е во заедништво со својот ближен кој што го гледа секој ден. Инаку тековната недела пред Прочка се нарекува сирна недела, кога не се јаде месо, туку дозволено е само млечни продукти. Прочка во семејството се одбележува со богат ручек. Денот по Прочка е чист понеделник, кога почнува големиот великденски пост.
и тука има христијанско правило. Типикот на православната црква вели дека велигденските пости се постат од понеделник до петок без масло. Употребата на масло е дозволена само во сабота и недела. Риба е дозволена само на празниците цветници и благовештенија. Освен телесниот, треба големо внимание да се посвети и на духовниот пост, потенцираат свештениците. Суштината на постите е барем овој период засилено размислување на Бога, покаяние, пред се да не ги забораваме сиромасите, сираците, вдовиците, оние кои што имаат било каква потреба од помош без разлика дали ќе е финансиска, морална, да размислуваме повеќе за Бога, да се каеме, како што кажав, нели, достојно да пристапиме кон светата чаша. На денот прочка во недела во Кочанската црква ќе се служи света божествена литургија, каде што свештениците ќе побараат прошка од верниците. Сите кои што ќе постат првата недела може да се причестат на Тодорова сабота, бидејќи тогаш ќе се служи света божествена литургија, но само под благослов на духовник. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се играат надпреварите од првото пролетно коло во третата фудбалска лига, во кое Осогово ќе гостува во Лозово против Работник. Во М12 кошаркарската лига пак Баскет Дино е домакин на Академик од Струмица. Со одигрувањето на 16-тото коло што ќе биде прво во пролетниот дел, в недела продолжува првенството во третата фудбалска лига. Фудбалерите на Осогово ќе гостуваат во Лозово против екипата на Работник и според распоредот на силите не би требало да имаат тешка задача. Од раководството на клубот рекоа дека нашиот третолигаш ќе настапи во комплетен состав, заедно со засилувањата кои дојдоа во преодниот рок, така што ќе се оди на победа и освојување на бодовите. Всушност, главна цел ќе биде да се забележи максимален успех не само на овој, туку на сите надпревари во пролетната сезона, за да се реализира замислата за пласман во повисок ранг. Осогово во првото есенско коло на домашен терен убедливо со 3:0 го совлада Работник, така што од гостувањето викендов може да се очекува поволен резултат и останување во горниот дел на табелата. Викендов ќе се игра и редовното коло во М12 кошаркарската лига. Екипата на Баскет Дино ќе биде домакин и во салата кај гимназијата ќе ги пречека своите врсници од Академик од Струмица. По минатонеделниот пораз од гостувањето во Скопје против МЗТ, нашите млади кошаркари имаат нова можност да прикажат добра игра и да ги освојат бодовите. Од тимот на тренерот Сашо Лазаров најавуваат дека ќе одат на победа и реванш за несреќно изгубениот надпревар против МЗТ. Во третата кошаркарска лига пак, по минатонеделната пауза поради одигрувањето на куп надпреварите, викендов ќе се игра редовното 10-то коло, во кое според распоредот екипата на Баскет Дино е слободна. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.